Ви известуваме дека Управата за финансиска полиција до Основното јавно обвинителство Скопје поднесе кривична пријава против лицата ВТ, поранешен градоначалник на општина Центар, МТ, поранешен секретар во општина Центар и ДР, вработен во секторот за уредување на градежно земјиште и животна средина во општина Центар, поради постоење на основано сомнение дека сториле кривично дело несовесно работење во службата предвидено и казниво по член 353В, став 3 во врска со став 1, односно во врска со член 22 од Кривичниот закон на Република Македонија. Прво пријавениот ВТ во својство на градоначалник на општина Центар во име и за сметка на општина Центар на 3.9.2019 година склучил договор за јавна набавка, изградба на пешачки мост на реката Варда, мостот Око, со правниот субјект конструктор инженеринг АД Сплит во висина од 92.546.647 денари со вклучен ДДВ, односно и анекс кон договорот за јавна набавка, со кој вредноста на договорот се зголемил на 119.197.783 денари со вклучен ДДВ. Од страна на прво пријавениот ВТ, односно согласно договорот, во два наврати исплатен е аванс во висина од 20% од договорот, износ од 23.839.557 денари, за кој износ од страна на правното лице конструктор инженеринг АД Сплит издадени се две банкарски гаранции за примени аванси. Воедно, второ пријавениот МТ во својство на секретар во општина Центар бил потписник на образци барања за плаќања, имал обврска да изврши проверка на документацијата која е во прилог кон образците за плаќања и со самото тоа да следи реализацијата на проектот согласно условите и роковите наведени во договорот. Трето пријавениот ДР, вработен во општина Центар во секторот за уредување на градежно земјиште и заштита на животната средина, од страна на градоначалникот бил назначен како одговорно лице за следење на реализацијата на конкретниот проект, имало уврска да ја следи реализацијата на проектот согласно условите и роковите наведени во договорот и за истото да го известува градоначалникот, односно пријавениот ВТ, за текот на изведбата, како и за сите настанати проблеми при изведбата на мостот. Во сметководствената евиденција на општина Центар евидентирани се времени градежни ситуации и фактури за извршени работи по овој договор во вкупен износ од 82.398.458 денари, а од страна на општина Центар е извршено плаќање на вкупен износ од 91.172.171 денари, во кој износ е вклучен и авансот претходно спомнат од 23.839.557 денари. Односно, на име на дадени аванси, останати се парични средства од 8.773.714 денари како побарување на општина Центар, за кој конструктор инженеринг АД Сплит не ги извршил градежните работи согласно договорот, односно не изготвил времени ситуации, што всушност представува долг на конструктор инженеринг кон општина Центар. Рокот на важноста на банкарските гаранции за дадените авансни фактури бил истечен и истите не се наплатени од страна на одговорното лице на општината, односно пријавениот ВТ со пропуштање на должен надзор несовесно постапил во вршењето на своите службени овластувања и должности и на тој начин го оштетил буџетот на општина Центар. Пријавените воедно несовесно вршејќи својата службена должност на начин што иако рокот за извршување на работите бил поминат, истовремено знаејќи дека изведувачот има долг кон општина Центар во износ од 8.773.714 денари на име на аванси, од нивна страна не обезбедиле валидни банкарски гаранции, односно дозволиле во општина Центар да бидат примени и да и бидат исплатени две фактури доставени од изведувачот конструктор инженеринг со опис на фактурите, разлика во цени за изведени работи и трошоци поради застој на работите во вкупен износ од 7.069.244 денари. Исто така, согласно договорот, односно анексот на договорот, склучен на општина Центар со правното лице конструктор инженеринг, доставена е банкарска гаранција во износ од 17.879.710 денари за навремено и квалитетно извршување на работите, со која правното лице конструктор инженеринг гарантира
на општина Центар дека навремено и квалитетно ќе ги изврши работите согласно склучениот договор, односно анексот на договорот. Изведувачот конструктор инженеринг бил воведен во извршување на работите на мостот Око на 27.7.2010 година, односно рокот за извршување на работите согласно договорот бил 18 месеци и истекувал на 27.1.2012 година. Иако рокот за извршување на работите бил поминат, прво пријавениот ВТ и трето пријавениот ДР со пропуштање на должен надзор несовесно постапиле, со тоа што согласно нивните работни позиции требало да превземат, односно не превземале активности за да го заштитат буџетот на општина Центар на начин што не побарале продолжување на рокот на важноста на банкарските гаранции, за враќање на аванс и продолжување на рокот за важност на банкарската гаранција, доставена за навремено и квалитетно извршување на работите кои требало да се активираат и наплатат во корист на општина Центар пред истекот на банкарските гаранции и пред да се раскине договорот од страна на општина Центар со правниот субјект конструктор инженеринг АД Сплит. Поради неисполнување на обврските од договорот, прекршување на рокот за изведување на работите, како и поради неквалитетно извршување на веќе изведените работи, во 2012 година општина Центар го раскинела договорот со изведувачот конструктор инженеринг АД Сплит. За довршување на работите на пешачкиот мост Око на реката Вардар била спроведена нова постапка за јавна набавка и бил склучен договор со друг изведувач. На овој начин пријавените ВТ, МТ и ДР согласно член 353В став 3, односно во врска со став 1 и во врска со член 22 од Кривичниот закон на Република Македонија, со пропуштање на должен надзор, односно со несовесно постапување во вршење на своите должности и овластувања, не наплатиле две банкарски гаранции за даден аванс во износ од 8.773.714 денари, како и не наплатена една банкарска гаранција на име на времено и квалитетно извршување на работите во износ од 17.879.710 денари, со што вкупно го оштетиле буџетот на општина Центар во износ од 26.453.424 денари.